Дневникот го започнуваме со локалните настани. Објектот кој во моментов е во градба наголот од улиците Туристичка и Аба Семин веќе ја надминал дозволената димензија и квадратура со над 2000 квадрати, што понатаму повеќе од Лјупчо Танески. Зградата која во моментов се гради на аголот на улиците Туристичка и Аба Семин има 2005 метри квадратни стамбени деловен простор надвор од дозволеното. Според одобренијата за изградба на овој објект, објектот треба да биде димензиониран 19,9 метри на 12,5 метри, да има приземје, сутерен и 2 ката или вкупно 995 метри квадратни. Во моментов овој објект има димензии од 30 метри на 12,5 метри. Изградено е приземје, сутерен, а во моментов се гради шестиот кат и зградата има 3000 метри квадратни или 2005 метри квадратни повеќе од дозволеното. Во 7 месец 2006 година донесено е решение за стопирање на градба, а решение за уривање донесено е во 9 месец минатата година. Но до ден денешен двете решенија не се спроведуваат и оттогаш досега објектот интензивно се гради и дојде до фаза на градење на подпокривот. Инвеститори во овој објект се повеќе граѓани, а изведувач на работите е градежното предпријатие Трим од Струга. Заради непочитување на забраните за градба, полицијата против сопственикот на Трим, господин Мент Ќура, поднела кривична пријава. Од локалната власт велат дека тие направиле се што е во нивна надлежност во однос на овој случај. Донесени се решенија за стопирање на градба и уривање на објектот, а и полицијата поднела кривична пријава до сопственикот на фирмата која е изведувач на работите. Зошто досега не се уривало, јас не можам да коментирам. Знаете и сами дека за уривање се потребни многу средства. Ако со буџетот за 2007 година се предвидени доволно средства за уривање, тогаш тоа и ќе се направи. Вели зад камерите раководителот на оделението за урбанизам и животна средина Тихомир Дурнев. Телевизија Морис ексклузивно дојде до информации и за објектот кој се гради на влезот во селото Пештани, а е во сопственост на амбасадорот Тихомир Илиевски. И овој објект има еден кат надвор од дозволеното, а решение за стопирање на градба донесено е во септември минатата година, пошто на 1 ноември 2006 година донесено е решение за уривање. Но и овие две решенија, исто како и решенијата за зградата на Туристичка, немаат никакви ефекти на фактичката состојба на теренот. Што би се рекло со секое ново решение за уривање или стопирање на градба, објектите се издигаат во височина за уште по неколку ката. Локалната самоуправа во буџетот за 2007 година има предвидено 5 милиони денари за уривање на дивоградбите.